Почитувани ова утро мои гостин е муфтијата Плуми Велиев во Битола и ова утро ќе разговараме околу активностите на исламската верска заедница. Добро утро и ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од утринската програма на Мега телевизија. Добро утро и на вас, добро утро на сите гледачи на вашата телевизија. Секако и благодарност до вас што ме поканивте да бидеме заедно овај ден. Имаме многу теми на кои што може да разговараме со вас, бидејќи навистина сте активни како исламска верска заедница, како муфтиство во Битола. Многу проекти започнавте, ги завршивте, многу се во тек и се многу интересни за нашите гледачи. Најпрво би започнала со Исак џамијата, која што представува навистина едно ремек дело за секој кој што ќе помине и ќе ја види, независно дали тоа станува збор дење или навечер, кога целосно е осветлено. Кажете ми, како се случи овој проект? Како дојдовте на идеја, од каде се средствата, колку време беше потребно за да се направи Исак џамијата, онаква каква што е сега во моментот? Мене ми е посебно мило што се најдов во една состојба, се најдов да живеам во едно време и во една средина како што е нашиот град Битола. Едноставно, од страна на возвишениот Аллах, мене ми се даде таа можност да јас бидам на некој начин и носител на сите овие активности заедно со мојата екипа која апсолутно морам да ја споменам, значи заедно работна екипа, моите колеги кои апсолутно ме подржуваат во се и јавно тука една благодарност до нив, затоа што без екипа не се прави ништо. Знаете, Битола уште од подолго време, за жал, е оставена настрана од сите збиднувања, почнувајќи од СФРЈ или пак уште поодамна од Кралството Србија, Хрватска и Словенија. Битола така почнува да го губи она што 5-600 години наназад го имала во себе, а тоа значи првиот вилает на Балканот на Османската империја, град со невидена култура, напредност, град каде што имало и болници, и фабрики, и пожарни, противпожарни служби, гимназии, високи школи. И тоа после овој период, значи Битола се кој дневно го губи она што го имала фактички во себе и доаѓаме до една состојба каде што скоро никој во последните 20-25 години, можеби такви се и можностите или таква е политичката структура, меѓутоа од централната власт во Република Македонија од осамостојувањето па до ден денес, нели имавме апсолутно централизирана власт, па после полека, еве сега постепено се децентрализира власта. Едноставно Битола беше и се уште е запоставена во тој поглед, но не само на политички аспект, него во смисол на целосното постоење на Битола, така да уште од 2005 година во Македонија функционира агенцијата ТИКА, значи Турската агенција за инвестиции и развој ТИКА или за соработка и развој ТИКА од 2005, меѓутоа за Битола никогаш не пројави некаков си интерес, се додека значи по прв пат во Битола не дојде на посета тогашниот председател на Република Турција, господинот Абдула Гюл. Значи ја имав таа можност да се сретнам со него, да побарам конкретна и директна помош за донација на Исак Челеби џамијата. За чудо човекот ја прифати таа моја иницијатива и денес сме во ова состојба, значи ја имаме Исак џамија
целосно реставрирана и конзервирана, со некои мали недостатоци кои најверојатно во наредниот период ќе ги надополниме. И исто така останува партерното уредување, чиј што проект, значи имаме генерален проект, меѓутоа се дефинира проектот во целост и тие ситници, каде и да е, значи очекуваме за 10-15 дена да се избери фирмата која ќе работи на партерното уредување, со тоа што тука ќе се опфати цел тој дел, значи на дворот на Исак џамија, ќе се направи нова фонтана, она што ни беше заедничка со Стрежево и значи без оглед воопшто не е битно каде е границата или каде има еден квадрат плюс или минус. За нас е многу битно и важно да се оплемени целата средина, цел тој комплекс и навистина не само за туристите, јас преди се сакам, значи нашата цел е преди се на нашите граѓани да им биде убаво, да им биде привлечно, да можат да седнат, да се одморат 5 или 10 минути и во тие 5 или 10 минути навистина убаво да се чувствуваат. Најверојатно тука ќе имаме една мини кафетерија која ќе служи чајче, кафе. Значи да има една целина и да биде, значи она што е потребно сега, што е потреба на граѓаните, да си имат 5 минути мир и убаво да си поминат. Кога сме веќе кон реставрацијата на голем дел од џамиите во Битола, Јени џамија веќе во моментов врши такви, мислам, претрпува такви реконструкции или конзерваторски моменти. Меѓутоа не сакам да навлегувам сега, многу е долга и широка таа. Ќе продолжиме кај Хајдаркади џамијата, која што се наоѓа малку подолу од дебојот во Битола, така ќе се изразам за да им биде посликовито на гледачите. Тука имаме еден момент кој што е најавен дека ќе биде едно импозантно дело, кое што ќе служи повеќе, може да се каже, како музејска поставка, негде каде што луѓето навистина ќе можат да видат со какво се не богатство располага Битола кога станува збор за културното живење. Хајдаркади џамијата е приказна за себе. Преди се, јас сум прочитал некаде, значи дека уште од времето на османлиите, таа се нарекувала принцеса на Балканот и навистина го заслужува тој епитет, затоа што тоа е и е. Меѓутоа, изминатиот период, за жал, значи јас стално зборувам во минатото, затоа што минатото само може да не подучува во иднина, да не ги правиме тие грешки, инаку враќање во минатото за сосема други цели, тоа е некоја луда идеја или научна фантастика, затоа што не можеш да смениш ништо. Така тоа што поминало. Она што поминало, меѓутоа позитивната историја треба да ни биде поттик за уште по-позитивно, додека негативната да ја отстраниме или заборавиме. Таа џамија минувала низ многу тешки моменти, разно перипети, заедно со граѓаните на Битола, значи Балканските војни, Првата светска војна, Втората светска војна, значи за мене никогаш не представувале датите ништо ни од 1912 па се до 45-та имавме војна едноставно. Меѓутоа, јачината и цврстината на таа џамија, собствената борба, значи истрајноста на самиот објект, доведе да таа остане онака како што е на нозе, да се зачува самата себе си. Во потрага за донатор встапи во контакт со Генералната дирекција на вакуфи на владата на Република Турција,
Значи една прекрасна установа, прекрасни луѓе, секако моќни луѓе во смисол на материјалните можности и предисте луѓе кои значи заедно со нас се изборија во Република Турција да земат можност, значи законска можност да излезат надвор од рамките на Република Тоа Турција. се вршеше нели промена на законот во Турција за да може Па со наше инсистирање, значи со наше инсистирање ова институција излегува надвор од Република Турција точно со Хајдар Кади џамијата. Меѓутоа, Хајдар Кади џамијата не само што е посебна по она што значи го има значението припаѓа на градителската школа, на Мимар Синан, тоа може да се забележи и на самите столбови на тремот на џамијата кои кај него се принципиелно се разликуваат, значи не може да бидат 4 исти столбови, ако се два од мермер, другите два се од камен, значи таа е една интересна појава. Меѓутоа, значи морам да напоменам тука дека и изведувачот како изведувач, преди се изработувачот на проектот Националниот конзерваторски центар на Република Македонија, па заедно под нивни надзор и надзор на самиот донатор. Изведувачот е крајно внимателен, крајно морален, крајно професионално се работи. Секој кој дошол да ја посети, значи, Хајдар Кади џамијата, во смисол на она како се изведуваат конзерваторско-реставраторските работи, од фелата на професори, од фелата на конзерватори, од фелата на директорите, да речеме, по установите, секој останал чудоневиден и, значи, единствена реченица била јас во животот немам видено ваква конзервација и реставрација. Значи се прави крајно професионално, со тоа што во самиот двор на џамијата исто така ќе има и некоја посебна урбана опрема, ќе има шадрван и на времето се планираше тука, значи 1968-72 година собрани се надгробните споменици од Исак џами, од неколку џами во Битола и однесени се во простори во Хајдар Кади џамијата, со намера да се направи некои лапидари на споменици на или некоја поставка или изложба на. Меѓутоа времето тоа го уништило. Значи преди се не дало можност, второ се уништија сите тие надгробни споменици. Значи искршени, од самото време не е битно веќе тоа како се дошло до. Ние успеавме да обезбедиме една екипа од Република Турција која 45 дена работеше на прво издвојување на 650 скоро 180 парчина на камената пластика од надгробни споменици, после составување, лепење, значи денес ќе имаме од левата страна на дворот една поставка на тие надгробни споменици, значи кои се претежно имаат и текстовите ќе бидат значи од староосмански јазик преведени на македонски, албански, турски, англиски, значи секој ден што ќе ја посети џамијата и што ќе го посети тој дел да може да ја разбери пораката, пошто сите тие надгробни текстови, значи не само што го пишуваат името и презимето на тој што починал, него има и апсолутно порака за живите луѓе. Значи тие пораки претежно дадат во проза или поезија, значи во стихови, тоа е нешто филозофија невидена, значи од една порака може да слободно напишете книга. А имате ли таква традиција денеска, да речем, кога некој ќе почине, можеби не секој обичен човек, меѓутоа некако што се истакнува во животот, во муслиманството, приденел за самото муслиманство, да на неговата надгробна плоча така да се испише некоја порака? Па убаво би било, меѓутоа за жал фалат писателите и фалат, значи оние што знаат да напишат нешто, оние што чувствуваат, значи што своите чувства знаат да ги пренесат да на хартија или да ги изразат онака како што треба. Значи тука имаме и доста видни личности, значи имаме тука се најде значи надгробни споменик на Али Паша, на неколку паши кои биле доста влијателни во
Османлиската империја во Османлиската војска, знаете, предпоследниот премиер на Османлиската империја е битолчанец. Јас не знам дали тој податок го поседуваат во нашите кругови, меѓутоа сепак е гордо за нас битолчани на една светска империја да биде предпоследниот премиер од Битола. Имало е неколку предходно. Пред да преминам на наредни активности и проекти кои што ги работите, само уште многу со прашање кога ќе биде официјално отворена Хајдар Кадиџамијата, да можеме да ја посетиме, или еве како Мега телевизија да бидеме првите кои што ќе направиме ексклузивни снимки? Ние, значи, иако законо не дозволува снимање и такви работи при изведување на реставраторско-конзерваторски активности, ние стално сме били отворени, вие знаете. И исто така, значи, можете да дојдете и сега додека се во тек активностите, затоа што има доста што да се забелија, заборев, односно изумив да кажам. Значи, при сите активности што се прават во Хајдар Кадиџамијата, секој ден значи се води апсолутна евиденција. Се што ќе се направи, било тоа да се постави 1 сантиметар некоја активност, малтер или било што, се евидентира, се документира, се слика. И најверојатно после завршувањето на сите активности, ние ќе издадеме една книга во смисол на она како започнало и како се завршил овај проект. Книга која ќе биде за нас еден доказ и еден документ дека навистина сме биле вредни во тој период кога сме живеели, односно сме оставиле некоја трага после нас. И второ, книга која ќе им послужи на сите оние што ќе имаат желба или можности да направат некоја реставрација и конзервација, едноставно како прирачник за реставрација и конзервација. Очекуваме некаде јули или август да се случи свеченото званично отварање на Хајдар Кадиџамијата и секако дека ќе ни биде посебна чест да видите гости. Во ред. Хаџи Махмуд Беј, тоа е уште една џамија во Битола која што ќе подлежи на вакви активности, каде што ќе биде обновена, каде што ќе биде едно прекрасно место, каде што не само туристите, како што назначивте, туку и самите граѓани ќе може да поминат, да видат, да се воодушеват. Тоа е еден дел од старата битолска чаршија, каде што не се подразбира само џамијата како џамијата, туку еден цел комплекс кој што треба да добие еден ориентален изглед, така би се изразила. Кажете ми збор два повеќе, кога ќе се случи ова, до каде се активностите и што се планира таму? Па значи вака сега, точно е тоа што го кажавте, јас кажав, не само за туристите, затоа што за да им биде пријатен престојот на туристите во Битола треба да сретнуваат среќни и насмеани лица. Ако ние не направиме да нашите граѓани бидат среќни и насмеани, тогаш туристите ќе си доаѓаат и ќе се заминуваат без да забележат дека биле во Битола. Меѓутоа, среќата и радоста покрај, значи работата и сето друго, што е потреба за еден нормален живот на еден човек, многу е битен и амбиентот во кого живееме, во кој што не обкружува. Че јас со мојата екипа се потрудивме максимално да на донаторот Генерална дирекција на Вакофи му обезбедиме добар престој во Битола, да бидат задоволни од она што од односот, од нашиот однос, од односот на комшиите околу Хајдар Кадиџамијата. Тоа е многу битно и многу важно. Јас исто тука сакам да ги поздравам и да им посакам убав и пријатен ден. Значи, тоа е многу битен елемент во целокупното живење и во се опфатните активности на сите луѓе, па и на муфтиството,
Значи, многу е битно во средината во која живеете. Хајдарка, Хаџи Махмуд Беј џамијата, исто така е една од многуте џамии која ја дели судбината на балканските, Првата светска војна, значи бомбардирана неколку пати, уништувана, пат 94-та имаше значи земјотресот, значи преку таа слика беше пренесуван целиот земјотрес во Битола. Се створија услови да се најде донатори за таа џамија. Пардон. Меѓутоа, јас тука, моето инсистирање беше сосема поинаку. Значи, овај пат да излеземе малку пошироко од зидовите на една џамија и нашиот проект да опфати нешто повеќе, така да тука ќе се опфати цел тој комплекс на Хаџи Махмуд Беј џамијата. Значи, имаме неколку недефинирани работи со денационализацијата кои сметаме за тоа сакав да ве месец, прашам, до два. каде е состојбата, бидејќи имаше луѓе кои што исламската верска заедница преку денационализацијата се обида да си ги врати. Што се случува, мислам дека имаше Законот е тука многу јасен, значи денационализацијата е многу јасна, се враќа се што постои, се дава надомест за она што не постои, што е струшено, значи надоместот се дава во на неколку форми, хартија од вредност, некоја цврста валута или пак ист вид од ист вид, муфтиството на Исламска заедница Битола, сите барања што ги има, значи во прашањето кога треба да се определи што бараме за надомест, ние бараме значи ист вид од ист вид, друго ништо не ни треба. Меѓутоа тука во случајот, во конкретниот случај, значи се постои, не е ништо срушено, не е ништо оттуѓено, освен една или две златарници кои се тие оттуѓени уште 1936 година. Така да очекуваме значи за месец-два да се реши тоа прашање, но без оглед дали тоа ќе се реши за месец-два или за 6 месеци, значи ние проектите ги започнавме за реставрација и конзервација на комплексот Хаџи Махмуд Беј и очекуваме значи почетокот на 2017 да почнеме со конкретни градежни активности. Значи тука не е само џамијата, тука се дуќаните околу џамијата кои на некој начин некои се обидувале да ги одржуваат, да ги преправаат, да од разни материјали, од салонитки, не знам што. Значи сето тоа ќе се реставрира, ќе се конзервира, најверојатно поголем дел од тие објекти околу џамијата ќе се реконструираат, значи со материјали, со камен, значи адекватен на самиот објект на самата џамија. Значи се знае дека се користеле значи керамиди од оние како полукруг. Еве во Хајдар каде џамијата, значи за авлијата порачавме 8000 џамии, керамиди рачна изработка од Албанија. Значи ние нашата намера, значи и цел не е само да направиме нешто, него туку она што ќе го направиме навистина да има важност, да има значење и да вреди. Да вреди за нас, да вреди за градот, да вреди за сите оние што на кои Битола им значи нешто. Така и они после нас кои што стануваат. Апсолутно, апсолутно, значи и секако јас стално велам, значи да оставиме некоја трага дека сме живееле, значи како што оставиле пред нас луѓето, да оставиме и ние некоја трага дека сме живееле во овој град. Битолското муфтиство презеде уште еден голем чекор, а тоа е градинка. Кажете ми за оваа идеја, како е планирана, која е целта на формирањето на ваква детска градинка? Па дефинитивно, прво и основно, значи, градинката е една потреба која навистина ја нема во градот. Има сосема многу малце, значи, она што е капацитет на постоечките градинки, не може да одговори на потребите
битола и секако значи треба да се воспостави еден нов начин на пристапот на децата, значи таа демоде класика на градинки или начинот однеси го детето, остави го па врати го, значи начинот на кој ке си јади, ке спие, сето тоа е. Значи треба градинките да се нивната функција да се промени во смисол на детето кое ќе биде оставено во градинка, таа градинка да ја чувствува како собствен дом, секако и воспитувачите и цел персонал што ќе биде во градинката да го чувствува како свое семејство. Преди се, значи, целта ни беше во тоа дека е потреба, значи, градинката, не само една и повеќе градинки, затоа што поминаа времината како кога во фамилијата, кај мене дома, например, работеше само татко ми, па со тоа што работеше татко ми, значи, цела фамилија живеевме, и јас студирав и не знам, значи, економската моќ беше појака и материјалната сигурност беше подобра. Еден родител можеше, значи, да го носи семејството на грб. Семејството на грб, тоа е еден солиден живот. Оние што сакаа повеќе, значи се вработува и двајцата сопружници. Меѓутоа денес, значи динамиката на животот, потребите на животот, значи развојот на технологијата, поголемите можности и желбата, значи нашата желба, ајде да не речам алчност, да имаме се, значи не доведува во ситуација да сите, ако може, кои сме дома, да работиме, да се вработиме. Така да од тука се појавува потребата за значи ги нема дедовците, ги нема бабите, секој си зел свое некое ќоше за живење, секој си зел некоја своја политика на живење, значи го нема животот во заедништво како што беше порано и сега нормално детето не може да се остави на улица, да го воспитува улицата. Ние за жал и така со ова невработеност или неможност да се работи, младата генерација не воспитува улицата, тоа многу негативно влијае во сите пори на општеството. Значи, таа градинка е смислена за тоа преди се, меѓутоа тука таа градинка, значи, во таа градинка ќе се зборува на сите можни јазици кои ги зборуваат нашите граѓани, значи албански, турски, нема конкретно да биде наменета за децата од исламска веројстојба. Значи ќе има норми и принципи кои ќе ги воспоставиме ние како исламска заедница. Преди се, например, прво и основно квалитетот и моралната вредност на вработените, едукацијата на вработените, значи квалитетот на образование, едукација и можности на едукаторите, воспитувачите, секако, значи и моралните особености на и обичниот портир што ќе биде на чистачот. Исхраната, значи, која е многу битна во овој случај. Значи, ние имате слушнато неверојатно за воведување на халал стандардите кај прехранбените продукти. Значи, тие се стандарди највисоки сега во светската политика на прехранбената индустрија. Стандарди кои не само што се отстрануваат свинското и алкохолот од тие производи, тука значи никакви хемиски штетни. Така се уди на здравиот значи, начин. Апсолутно, значи генетски модифицирани состојки и се друго, значи што е штетно за детето. Да се исклучи. И со тоа што секој што ќе сака да ги прифати тие норми, апсолутно е.
Јас би имала уште многу прашања кои што може да ги поставам. Тука се нели гробиштата наменети за припадниците на муслиманската вероисповед, меѓутоа во интерес на времето, јас ќе морам тука да го привршам разговорот, да ви се заблагодарам што одвоивте време, што не удостоивте да се запознаеме одблиску со сите активности и работата на Исламската верска заедница во Битола. Се надевам дека ќе имаме прилика и во иднина да разговараме на други теми и активности кои што ги имате како проекти. Ви благодарам јас на поканата, секако. Дека ќе разговараме затоа што ако живееме треба да работиме. Во секој случај. А ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со утринската програма на Мега.